Почитувани гледачи, добро вечер. Шампионската трка во ракометната Суперлига за сега е главно со двајца претенденти. Вардар и Еврофарм Пелистер. Алкалуит ја креира таа трка и може равноправно да се вклучи доколку по Вардар го совлада и Еврофарм Пелистер. Во моментов црвено-црните имаат 27 бода, 3 повеќе од Пелистер, 6 плюс во однос на Алкалуит, меѓутоа со надпревар повеќе, откако во деветото коло Вардар се славија против Охрид 35-19. Екипата на Еврофарм Пелистер во обид по 2005 да ја врати и да ја освои седмата титула, а да ја врати во Битола, има што да им заблагодари на ракометарите, чие што база е во автокоманда на ракометарите на Алкалуит, кои славеа против Вардар и така им овозможија на пелистерци сепак да имаат сосема реални шанси за освојување на шампионската титула. Но славили Алкалуит во дуелот против Битолчани во деветото плейоф суперлигашко коло, тогаш рамноправно ќе се вклучи во титулата, тогаш Вардар пак ќе има главната предност, а Еврофарм Пелистер и Алкалуит ќе бидат вторите кандидати за шампионскиот трофеј. Меѓутоа, победили Пелистер, а е фаворит поради минатото, квалитетот на составот, буџетот или што сакате, тогаш пелистерци, велам, ќе имаат реални шанси за титулата, затоа што ќе треба во последниот дел против Вардар да слават во Битола. Тоа досега не било гаранција, не било ни така често во последните неколку сезони, но не е се исто да треба да се победи Вардар со 8 разлика, по поразот во Јане Сандански со 7, или пак да се едноставно да се победи. Значи тоа се варијантите, освежувањето оваа сезона во Суперлигата. Алкалуит веднаш се вклучува во креирањето на врвот на табелата, се уште не и за шампионска титула, но велам победили тимот од автокоманда. Денеска во ова девето коло го скинали скалпот и на вториот кандидат за трофеот по Вардар Еврофарм Пелистер. Тогаш ќе имаме трка за шампионска титула меѓу три екипи, со тоа што пол позицијата во таков автомобилистички речник ќе има екипата на Вардар. Но дека може да победат, голем тим, ракометарите на Алкалуит покажа, пред две кола славија против Вардар 22-21. Веројатно Битолчани сега знаат дека Алкалуит е способен за таков триумф. Впрочем, во Битола дијемо меѓу седмиот дел славија само со 2 разлика, па веројатно Еврофарм Пелистер научил нешто од тугите грешки. Тоа е само теоретски, на хартија ќе видиме како ќе се одвива овој надпревар во ставата автокоманда пред нешто над 1000 гледачи. Многу важен за шампионска титула. Велам, денеска вардарци ќе навиваат за Алкалуит, кој игра и за себе пред се, па потоа и за црвено-црните, и за супер интересна завршница во следните и последни 5 кола во плейофот од Суперлигата. До сега екипата на Алкалуит вкупно со групата А и Суперлигата во плейофот има 17 победи, едно нерешено против Тиквеш и 4 порази, додека пак Битолчани вкупно имаат 20 победи, едно нерешено, што може да ги чини многу против својата втора екипа од Битола, Еврофарм Пелистер, и еден пораз против Вардар пред 2 кола од 7 разлика. Ги видовте составите на овие две екипи, ги нема денеска кај екипата на Алкалуит, двајца важни ракометари, левиот бек Џонов и десното крило Стојков, кај Пелистер ги нема Ѓорговски, го нема Сери, го нема Велковски, го нема Кузмановски и денеска го нема и Стевановиќ. Суди на овој надпревар се скопјаните Кркачев и Колевски. Само да подсетам дека во меѓусебниот дуел Еврофарм Пелистер славеше против Алкалуит со 27-25. Денеска Бутел во драматична завршница во Битола беше подобар од втората екипа на Еврофарм Пелистер со 25-24. Вардар 35-19 против Охрид и сега Вардар 27 бода, Пелистер 24, Алкалуит 21, со пренесените бодови од двете групи од основниот дел од сезоната, со тоа што црвено-црните имаат надпревар повеќе. Значи тоа се основните податоци зошто овој надпревар е супер привлечен во очекување на еден интересен надпревар, квалитетен прашање заради важноста на мечот, но интересен да, затоа што ја крена својата форма екипата на Алкалуит. Еврофарм Пелистер доби шанса со поразот на Вардар тука во автокоманда, значи има многу елементи за еден драматичен надпревар. По поразот во Битола, екипата на Алкалуит има 6 победи, додека пак
екипата на Битола има само еден пораз во плейофот од Суперлигашката конкуренција, тоа е од екипата на Вартар, значи во 8 кола. Стина комбинација, ракометарите на Алкалуид во зелено-бела битолчани ќе почнат со Кофиловски, потоа со Игор Георгиев, со Младеновиќ, Петров, Серафимов, Петковски и на головите Трајковски. Тоа е почетата напајачка варијанта на екипата на Алкалуид. Ќе има сигурно некоја промена кога ќе играат во дефанзива. Почнува Алкалуид со првиот надпревар, повеќе од 1000 гледачи во стадата Автокоманда во очекување на добар меч. Пелистер почнува со одбрана 6-0. Подсетување дека на местото на Данецот Валтер, сега Јович како главен тренер и Звонко Шундовски како тим менеджер, последниот што со битолчани освои титулата на кормилото на Еврофан Пелистер. Младеновиќ за Ѓоргиев. Младеновиќ тешко може преку блокот. Серафимов со 134 гола и најефикасен во екипата на Алкалуид, која почнува со водство 9-0 со првиот денешен погодок на Кофиловски, 58 оваа сезона. Значи, за екипата на Пелистер во првиот напад со број 11 Кисум, 37 Василев, ќе влезе и Хененберг на местото на Атанасиевич, потоа Хосни на позицијата десен бек, на која што ќе игра и единствен поради повредата на Велковски. Костевски е десно крило и Ојлевски на позицијата лево крило. 6-0 и Алкалуид со нешто подлабока, по отворена варијанта во дефанзива. Кисум, Василев, Хосни, оби да се одигра 2-2, Хененберг до шут, меѓутоа и под прекршок, одличен во одбраната Марковски. Минатата сезон играше во Пелистер, нема клуб од поголемите во кој не настапуваше Никола Марковски во Македонија. Василев, Хосни му се отвори простор, на послабата напајачка страна погодува Хосни. Прв негов гол, 52-ти, трет во меѓусебните дуели за тунижанецот. 1-1. Ке се очека Младеновиќ, затоа што Ѓоргиев излезе од напајачката формација. Замената Петров со Марковски на пивотменската позиција, напад одбрана. Додање за Петров, добро прочитана од данците во одбраната, меѓутоа Ѓоргиев ја краде оваа топка, ја исправа сопствената грешка, му отвора чиста позиција на Серафимов, кој не погодува во дуелот со Лесјак. 1-1 истекна третата минута, додека се враќаа ракометарите на Алкалуид, додека се местеа, не погледнаа дека Василев им се провлече зад греб. Прв погодок за русинот, 37 оваа сезона. Серафимов, Ѓоргиев, Младеновиќ игра доста брзо. Секогаш кога Пелистер ќе отиде на брз центар или украдена топка на полу и класична контра, Марковски ќе истрча до каде ќе може, а ако не може да заврши до крај ракометарите на Алкалуид, тогаш ќе биде таа направена замена Марковски Петров од одбрана во напад. Истото ќе важи и за ракометарите на Пелистер. Ѓоргиев до крај на работ на чекори, затоа е суден прекршокот, затоа што имаше премногу чекори. Да видиме, вкрстува Серафимов. За кого е оваа акција? Серафимов се залета и заврши во блокот на данецот Кисум. Доволно елементи, сепак за 9 метри. Некако безидејно и долго трае овој напад на Алкалуид. Се погледнуваат судиите. Мислам дека нема долго да бидат трпеливи околу пасивноста на овој напад. Ѓоргиев за Младеновиќ, добро се движи одбраната на Пелистер, одлично во неа, таму одигра Хосни, украде оваа топка. Се гледаше дека овој напад на Алкалуид не е најдобро почнал, особено што Пелистер играше квалитетна одбрана.
Сега во одбрана и Савревски, тоа 5-1 ќе одигра на Хененберг. Значи сега двајца во замена во одбрана, ке ракометарите на Пелистер се крема Хосни преку блок, одлична комбинација на блокот и на одбраната на Трајковски, негова прва, се знае кој брани прва статива, кој втора. Серафимов за Ѓоргиев, Младеновиќ му се отвори простор, ова е за 7 метри. Да, мислам дека доцнеше таму Хосни и Костески, дека веќе влезе во просторот од 6 метри, ќе го видиме уште еднаш тоа. Тука е на работ дилеми, баш дилеми, добро. Нема зошто да не им се верува на судиите. Првиот седмерец на мечот за екипата на Алкалуит, за Серафимов, 130 досега 4 гола по промашениот Зицер. Еве го првото промашување од седмерец за Серафимов. Останува гостинско водство од 2-1. Да видиме, решава Лазаров брзо да ја промени одбраната, да игра со двајца класични дефанзивци, Савревски и Марковски. Тоа ќе значи дека можеби на сметка на брзината во нападот, одлично му се отвори простор на Хененберг, Данецот тоа го користи негов 43-ти гол ова првенство. На првиот надпревар против Алкалуит не се запиша во листата на стрелците. Битолчани водат 3-1. Веднаш реагира Ѓоргиев, кога ќе му се остави простор 1-1, тогаш е мајстор, негов 59-ти гол сезонава. 2-3 се игра мощно и брзо, се обидуваат и двете екипи да не одолго влекуваат со нападот, додека не е поставена противничката зона да завршат. И за сега 5 гола за 6 минути, сосема солиден просек. Кисум. Видиме сега со овој фластер на Савревски или одбрана 5-1 на Хененберг. Дали тој со Хосни може да одигра 2-2, ево го Хосни, 2 од 3 и 4-2 водство на екипата на Пелистер, кој е намалено веднаш со првиот погодок на Младеновиќ, 3-4. Ова е тоа на што инсистира Кирил Лазаров, тренерот на Алкалуит, и по примен гол брзо доди топката на противничката позиција, противничката половина. Не ни стигнаа да сменат ракометарите на Пелистера примија гол, а сега ќе сменат. Хосни ќе биде повлечен. Се жали, мислам, на мала повреда и затоа е повлечен на негово место Атанасиевиќ. Би било голем хендикеп за Пелистера ако не може да продолжи Хосни, затоа што нема друг класичен десен бек, повреден е Велковски, денеска не игра, па Атанасиевиќ ќе игра на таа позиција, иако и тој се користи со десната рака. Одлично, можеби со малку повеќе среќа му се отвори простор на Василев за Русинов втор гол денеска. Ја одржува предноста Пелистерот 2 гола 5-3. Младеновиќ до крај од тешка позиција на поблискиот агол се лути Лесјак што не затворија неговите соиграчи. Многу бргу се реализира и ненате на другата страна. Ако не намесат позицијска дефанзива, имаат проблеми едните и другите. 4-5. Се враќа Хосни, значи сепак му требаше малку одмор, веројатно некаков удар па да помине почетната болка. Кисум. Василев, Кисум, до крај има 9 метри. Добар во одбрана Младеновиќ, бара да се избрише теренот. Од Бутел, два пати од Вардар во првиот дел од сезоната и од Еврофарм Пелистер, тоа се поразите на Алкалуит и нерешеното против Тиквеш во плеофот од Суперлигата на почетокот на шампионатот. Сега од оваа перспектива, кога врза 6 победи, веројатно тие загубени 2 бода им се проблематични на ракометарите од Автокоманда. Лошо додавање за Хосни, ја задржа топката, меѓутоа судиите велат дека е техничка грешка и дека Марковски како пивот не истрчува контра, меѓутоа брани Лесија. Изворедна интервенција на Лесјак, прва на словенецот на голот на Пелистер. Хосни, сега во оваква ситуација му се отвара многу простор и затоа реализира 3 од 4 Хосни, 4 од 6. Зошто оваква ситуација? Затоа што Савревски е излезен таму на Хененберг, па оставен тука простор да одигра 2 на 2 со Василев.
Хосни или да одигра вкрстување некакво со Кисум, кој секогаш е прво расположен да асистира, а потоа да директно завршува. Се враќа подочно повторно таа измена. Петров на местото на Марковски и Серафимов на местото на Савревски. Убава акција, течна, брзо се движеше топката и затоа е ова втор погодок на Кофиловски. 5-6. Атанасиевич на местото на Хененберг, дали тоа ќе значи дека сега Алкалуит нема да игра Фластер, ќе се врати на одбрана 6-0, затоа што тука не е Хененберг, но тоа било само привремено, не успеале да заменат Битолчани. Еве го Данецот се враќа, со тоа што сега Фластер нема да игра Савревски, туку Михаил Ивановски на него. Кисум, подошол Хененберг и сменија позициите со Кисум. Значи, не е само директен Фластер на играч, туку на позиција. Лев бек е сега на ракометарките на Алкалуит. Олески како бек, 1-1, добро задржан од Младеновиќ. Веројатно првиот проблематичен долг напад без идеја на Битолчани. Погашува Хененберг на Василев, што треба како да загради под пасивноста нападот на Еврофарм Пелистер. Олески, тешка позиција. Не знам уште колку додавања имаат сега Битолчани, веројатно ќе прашаат. Барем тие ќе имаат представа. Ако не се лажам, судиите продолжуваат две додавања и затоа шутираше Хененберг далеку крај голот на Трајковски. Ѓоргиев, Младеновиќ се вратија Битолчани, направија и одбранбена замена. Ѓоргиев за Серафимов, нешто пониско дадена топка, затоа Серафимов немаше простор да завршува, но сега на мира ќе биде направена замената Марковски Петров. Можно за Алкалуит да израмни, со оглед на тоа дека Пелистер во 10 минути ја контролираше играта и резултатот со они константни +2. Серафимов, Ѓоргиев 1-1 со Кисум. Добра акција, меѓутоа немаше доволно агол таму за Петковски. Ѓоргиев погодува, не излезе на него со блок, со контакт Кисум за Ѓоргиев втор погодок. 6-6. Веднаш на спортивната страна реагира Хененберг. Шест-седум. Младеновиќ повторно со истата акција, иако оди на послабата лева страна или послабата, да, според шутерски, меѓутоа Младеновиќ негов трет гол. 7-7. Значи, ова треба да биде изненадување. 5-1. Нападот од раната на Алкалуит на таа бековска позиција на Хененберг. И зад сега е изолиран Данецот. Постигна еден погодок. Кисум, одлично задржан. Под пасивност е нападот на Пелистер. Прашува Хосни, има уште 3 додавања. Битолскиот тим за завршување на оваа акција. Ќе завршува веднаш Хосни, не, одлично за Хененберг. Го привлече блокот, меѓутоа тој остае на споен Младеновиќ и Марковски, затоа Данецот не погодува, одлично одбрана на Алкалуит. Истото важи во продолжение во обидот на Битолчани под пасивност да искористат нешто со едно додавање. Ѓоргиев забележа дека Василев му се приклучува и до крај Ѓоргиев некој трет погодок и ова е прво водство за екипата на
Алкалуит во 14-та минута 8-7. Василев, се подобра одбраната, се подсврста одбраната на Алкалуит, меѓутоа дојде топката до Василев, прекрасно додавање, еден подзаборавен ракометен ерет на Василев кој го реализира својот трет гол. 8-8. Игра доста брзо. Игра првпат е Митев, одлична акција за Ѓоргиев, има тука услови за 7 метри, доцнеше со постувањето на одбранбената варијанта Хосни. Ова ќе биде втор домашен седмерец, откако прв промаши Серафимов. Да видиме дали ќе има измена на изведувачот. Мирно Симоновски влезе само да го изведе овој седмерец. Прв гол за Симоновски, 39-ти оваа сезона. Пешевски сега на местото на Василев, иако режистринот на пиотменската позиција постигна 3 гола, колку што има и Хосни, по еден Павле Атанасиевич и Хеменберг. Тоа се стрелците за сега кај Еврофарм Пелистер, 2 Кофиловски, 3 Младеновиќ, 1 Симоновски, 3 Ѓоргиев. Тоа се тие што реализира кај Алкалуит. Тајмаутот е за Пелистер. Марио Павле Зико, добро, Жаре. Атак, change, Марио Павле Зико back. Pero мали исто крило. We must attack. Мора да напаѓаме. Играш крај, Добро. играш петка. Мора да напаѓаме без топка поблизу гол. Остајте во пленство, остајте во пленство. Не играме. Eurofan. Miki. Она бркотница по теренот малку подзастана, она серија голови со брза завршница на нападите стивна. Сега се потешко се доаѓа до чиста позиција за гол, што би значило дека се поквалитетни се одбраната, иако тоа статистички преку голманите не е изразено, затоа што Лесјак има една, кај Пелистер и Трајковски исто така една одбрана кај екипата на Пелистер, кај која што влегува Радович на позицијата десно крило на местото на Костески. Игра сега како централен бек е Танковски, Павле Атанасиевич, како лев бек Хосни, како десен бек. Значи повлечени се двајцата данци, него и првото исклучување на овој надпревар за Омерагич. Се врати во игра Василев, со играч повеќе сега. Пелистер ќе се обиде да нападне со двајца пивотмени, без централен бек, повлечен е Танковски, со подочно повлечен е Павле Атанасиевич, Танковски и Хосник играат како бекови. Варијанта на Јович со играч повеќе да се нападне или да се расшири одбраната, подочно да се собере одбраната на Алкалуит, кога ќе се спушти Василев како втор пивотмен, веројатно по ова стено додавање. Така е. Танковски, акција за Хосни, овде има прекршок, така е, со чекаа судиите. Мислам дека во позиција и за гол, да, не беше во просторот со 6 метри и овде
Со оглед на тоа дека беше чиста позицијата на Хосни, можеби контактот во рака. Имаше и елементи за 7 метри. Повлечен ќе биде и Радович. Има нешто проблеми со опремата, затоа Радович сам се повлече, па ќе се врати на негово место Костевски. Василев, Танковски, акцијата е за Атанасиевич, Атанасиевич брани Трајковски. Втора интервенција на Трајковски. Некогашниот голман на Пелистерци. Се одбранија со играч помалку. Ракометарите на Алкалуит и сега со празна мрежа со 6 мина ќе напаѓаат. Прва акција за +2 за Алкалуит. До сега тоа беше најконстантната и највисока предност на Пелистер. Митев. Има некој туркање таму на просторот од шест метри. Ѓоргиев, Митев, Серафимов е се уште без погодок, промаши 2 зицера. Ѓоргиев не успеа да ја протне таа топка на левата страна и затоа нема ни гол на спортивната погодена само стативата. Две неодиграни акции до гол, она на Алкалуит заради добрата одбрана на Костевски и потоа промашувањето. Серафимов се уште е без погодок, Ѓоргиев ја допре таа топка Хосни, дали ја допре и Митев, тој вели не, судиите се согласуваат со него. Ѓоргиев, не Митев. Додавањето беше на Митев. Симоновски сега на позицијата лево крило. Ѓоргиев. Блок од Стојковиќ кој игра пивотмен трет на оваа позиција што се менува кај Пелистерци од почетокот на мечот. Една акција која што Ѓоргиев ја довршила со додавање на спортивната страна и прв погодок на Петковски на овој меч и првоводство 10-8, првоводство 2 разлика на Алкалуит во 19-та минута. Се почести се замените, се обидуваат двајцата тренери Јович и Лазаров да користат што повеќе ракометари. Останува Павле Атанасиевич, се враќа сега и Кисук во игра. Пешевски останува, Атанасиевич, другиот Петар си игра на својата позиција, лево крило, на десната е Радович. Од почетната напајачка шесторка, тука се само Хисум и Хосни кај Пелистер. Сега вкрстување на Петар Атанасиевич, може да нападне како бек, го спуштено за Пешевски, ако нема гол има 7 метри, затоа што Симоновски недозволено бранеше во оваа ситуација прв седмерец за битолчани. На голот на местото на Трајковски, 200 сантиметри, високиот и 18 години, не би рекол стариот туку, според возраста, Иван Галевски. Против него Хененберг, донесега го издвои екипата на Алкалуит, во еден момент одигра фластер на Данецот, кој остана само на еден гол и тоа е одлично за одбраната и вкупно за екипата на Алкалуит и за Хененберг. Вториот гол доаѓа од пенал. Десет-9. Истекоа 20 минути. Пелистер е комплетен. 1-1 во двете минути кога беше исклучен Омерагич. Акцијата е за Симоновски кој се префрли на пивотменската позиција и погодува Симоновски. Негов втор гол имаше доволно среќа таму да има судир меѓу двајца ракометари од двете екипи па да му се отвори просторот, но во вакви ситуации некогаш е потребна и среќа. 11-9.
Секи биде вред. Ѓоргиев до сега постигна 3 гола, колку што има и Младеновиќ. Надополнуваат напајачки, тоа што денеска не го игра Серафимов, без погодок, 2 промашувања. Кофиловски 2 гола, 2 гола Симоновски. И еден погодок Петковски, тоа се стрелците кај Алкалоид, кај Пелистер, 2 гола на Хененберг, 3 на Василев, 1 на Павле Атанасиевич, 3 на Хосни. Убава акција за Пешевски, која претвора во 11-10 за Пешевски. Тоа е прв погодок денеска. Вкупно 45-ти не стрелаше против Алкалоид во битолската победа од 2 разлика. Младеновиќ повлече на Ѓоргиев, се пожали на повреда. Стојковиќ на првотмеската позиција. До крај едно лошо давање таму за Симоновски, директно в лице. Младеновиќ одново ќе тргне овој напад на Алкалоид, побара Митев да се повлече во втор пивотмен Симоновски. Тежок погодок од контрастрана, од лош агол, од паѓање, од туркање реализира Марко Митев негов прв гол. 12-10, фати ритам екипата на Алкалоид. Сега нејзиното водство од +2 е константно. Така беше на почетокот на мечот за Пелистер, кој одеднаш има проблеми со позицијскиот напад на одбрана. 5-1 директно на Хененберг им прави проблеми на битолчани, додека функционираше вкрстувањето. Хосни со Кисум или пак со пивотменот 2-2 имаше голови. Меѓутоа Пелистер сега и тоа добро го брани и затоа е 12-10 за Алкалоид. Алкалоид тоа добро го брани. Истекува 22-та минута. Ивановски натаму фластер на Хененберг. Кисум на него излегува Петковски со сиот ризик. Ојлески се спушти. Пешевски до крај, до 9 метри велат судиите, сепак е задржан. Прекршокот почна многу порано и не може Олевски од оваа ситуација да бара 7 метри. Да, во една претходна верувам дека имаше. Судиите требаше порано ова да го санкционираат и секе беше без реакции. Кисум, Хененберг, нема блок за него и како Пелистер да не смета по овој фластер на данецот дека може да нападне и од таа страна. Се остава на тунижанецот Хосни. Затоа и овој напад е некако неинвентивен. Хосни и успеа да погоди само каде што можеш да помине топката на поблиската статива. Хосни е четврти негов гол и тој го држи Пелистер напајачки во игра. 12-11. Кирил Лазаров се уште не побарал тајмаут. Младеновиќ, Митев. Младеновиќ, тешка позиција, имаше контакт во овој блок од Павле Атанасиевич. Видиме што ќе донесе ова вкрстување за на Серафимов. За кого е ова акција? Младеновиќ нема простор да го проигра Стојковиќ. Сега и Пелистер со Павле Атанасиевич игра добра одбрана. Серафимов, тајмаут за Кирил Лазаров, почувствува дека овој напад нема да заврши добро, дека пасивноста е каде и да е и затоа веднаш побара тајмаут. 23 минути 34 секунди игра во првиот дел во кој што Алкалоид води 12-11. Слушај ме добро, не е пасивна. Оди на Мактебург плюс, Павле се дига многу горе. Ако е многу горе мулти, оди натака, врати се. Али ако ти е многу долг пасот, врати му е на Митев во триаголник.
Ме разбирате? Ајмо, и мораме да играме одбрана. Пазете, конекција, уморни се 2 на 2 со Бешо, остани плитко. Ајде, имаме, ајмо! Река! А сигурно има 1200 гледачи. Овде кога играле Металург и Вардар имало и по 2000. Кој го памти, турнирот во мал фудбал имало и повеќе пред 30-40 години. Во Ново Руво реновирана светната сјаесалата автокоманда, домот базата на Алкалуит од декември минатата година. 12-11 подсетувам дерби. Победили Пелистер, ќе ги врати реалните шанси за шампионска титула. Победили Алкалуит, ќе се вклучи равноправно за шампионскиот трофеј, со тоа што ќе му возможи пак пол позиција на Вардар. Сепак е под пасивност нападот на Алкалуит. Серафимов веќе помина дозволените додавања. Кизич сега е на голот, контра за Василев, доволно украдена таму. Стојковиќ ќе завршува сам, Стојковиќ до крај брани Кизич. Има 7 метри затоа што таа топка удри во истрчаниот во 6 метри Хосни. Ке се обиде да реализира Симоновски. За сега 2 голен, еден од оваа позиција. Водило со Кизич, погодува Симоновски. Негов трет гол. 13-11. Одличен потек на Лазаров, добро подготвена одбрана. Ова 5-1 на Хененберг, Радович во контрастрана. Само 9 метри велат судиите. Не било тоа така остро како што падна Радович според Кркачев и Колевски. Никола Марковски стартуваше во него, не на глава, во стомак. Ево Хосни со 4 гола, најефикасен кај Пелистер, а и на мечот има тројца со по 3 гола кај Алкалуит. Сега Хененберг како централен мек, Радович како бек погодува. Радович како да не очекува ракометалите на Алкалуит дека Радович ќе шутира, негов прв гол денеска. 49-ти сезонава, 13-12. Наместо на Трајковски, Галевски сега на голот на Алкалуит. Се враќа Петров по полого време на пивотменската позиција. Се враќа и Ѓоргиев, очигледно му требаше малку време да се опорави по оној удар. Води со 13-12 Алкалуит, го контролира резултатот играта и тоа без погодоци на Серафимов, најефикасниот со 134 гола кај Алкалуит. По првиот дел од сезоната и по 8-те кола од плейофот Серафимов нема и среќа сега во стативата, беше под прекршок, покажува и кој судијата. Колевски вели дека Кисум стартувал врз Серафимов, да, на неговата рака. Ѓоргиев. Сега Митев со двајца централни бекови игра Алкалуит. Тие добиваат во брзина, во игра 1 на 1, меѓутоа таму се заглави во обидот да проигра на мал простор со пивотменот Ѓоргиев. Ова е една од ретките технички грешки на Алкалуит. Атанасиевич, Ојлески, до крај Ојлески има 7 метри, да. Му преча, таму ракометарите паднати не со желба на Алкалуит и Ојлески мораше да бара заобиколен нерамен пат за да дојде во позиција да шутне и ова е вториот мерец за Пелистерци. Првиот го реализираше Хененберг, пак ќе шутира танецот сега. И уште една со Галевски, тој тогаш го замени само за пенал Трајковски, а сега е и во игра на голот. 13-12, 26,5 минути од првото полувреме. Хененберг, Галевски, убав, мирен гол на Хененберг, 13-13. За Хененберг 3 гола, со тоа што 2 се од 7 метри. Причина одбраната 5-1 на Алкалуит. Токму на него. 3 минути и 10 секунди до крајот на првото полувреме. Сосема солидно, ефикасно.
27-25 беше победата на Еврофан Пелистер во Битола против Алкалоид. Георгиев, Серафимов спуштено за Симоновски со главата напред упорен. 7 метри, Кисум не се повлече на време некако, како да не е во овој надпревар танецот. Не игра напајачки ништо во ситуација кога Хененберг врз него е се игра фластер. Во одбрана е лесно Минлив, еве сега Радовиќ се лути како капитен му посочува на грешките, сега Серафимов. Откако Симоновски имаше серија од 2 седмерци, Серафимов го промаши првиот сега против Кизич. Серафимов реализира овој негов прв гол, вкупно 135-6 во дуелите против Пелистер. 14-13. Кисум. Хененберг. Покажува Кисум што треба да се игра, да вкрсти Радовиќ. Радовиќ, Кисум, блок од Пешевски. Хосни, тешка позиција за Хосни, меѓутоа реализира разигран Хосни, најдобриот поединец кај Пелистер. Тој го одржува овој гал, 14-14. На спротивната страна не успеа Симоновски, ако имаше чиста позиција Симоновски, да видиме што е судено. Враќајќи се некои од ракометарите на Пелистер, ја свиткал нога, тоа може да биде лошо на повреда без контакт. Се жали некој на повреда на коленото. И ова е и болно и може да биде некојаш многу опасно. (14-14). Пелистер последен пат водеше 6-5. Да видим уште еднаш дали сепак имаше контакт со Хосни, што ја менува комплетно перцепцијата и случајот со оваа повреда. А ова е уште во нападот, уште претходно дека Пелистер беше во напад, немаше никаква намера од Хосни во дуелот со Ивановски. Едноставно при шутот кога реализираше беше турнат, не можеше да го исконтролира тој доскок и тоа паѓање. Хосни ја останува она дека ваквите повреди се многу незгодни, особено што оној што е ударен не ги очекува, не е стегнат и ова е во колено свиткано. Не дај Боже да е нешто потешко, се надевам дека секи биде вред со Ивановски, особено што одигра одлично во таа одбрамбена варијанта 5-1 фластер на Хененберг. Да видиме сега кој ќе го замени. Дали тоа ќе биде Серафимов, да. Пелистер по водството од 6-5. Има сега можност во 29-та минута пак да е во предност. Хосни. Хененберг, Радовиќ за Кисум. Акција за Ојлевски, чиста позиција за Ојлевски, реализира Ојлевски. Прв пат погодок на Ојлевски, води Пелистер. 14-15 во 29-та минута. Митев, 1-1 против Кисум и погодок, дали ќе важи голот. Ќе има 2 минути исклучување за Кисум, ќе има 7 метри ако голот не важи. Голот може да не важи само ако судиите проценија дека нападот на Митев е со 4 чекори. И пенал или ако свира пред шутот. Во секој случај е пенал. И 2 минути исклучување за Кисум. Немам, мислам дека впечатокот дека Кисум е денеска проблематичен, најслаба алка што се вели. И не случајно напаѓа на него Пелистер, особено ако може да се направи 1-1. Повторно Симоновски сега со Лесјак. Се менуваат изведувачите на 7 метри, 2 гола на Симоновски, 1 на Серафимов, погодува Симоновски, негов 4-ти гол, трет од оваа позиција. 15-15. Ефикасно прво полувреме, просекот е гол по минута, што на вакви надпревари во кој што резултатот е поважен од колку впечатокот и убавината во играта е раритет. Танковски повторно во игра, беше само во еден краток период, затоа што сега Кисум е исклучен, а голот на Пелистер е празен.
Пелистер ќе го има и почетниот удар во второто полувреме, затоа за битолчани е важно ако сега погодат, иако не дозволат да примат гол, а имат 30 секунди нешто помалку до крајот на првото полувреме, 28, 15-15. На тој начин Пелистер би отишол во предност и со нападот почетен во вториот дел би можел да задржи доволно топката да биде комплетен по исклучувањето на Кису. Тоа се варијантите кои би биле најидеални сега за Пелистер, но кога би играле сами, ова не би се прашал Алкалуит. Прво да видиме дали судиите ќе бидат трпеливи до крај Пелистер да шутира во последните секунди, а тоа да не го прави со активен напад. Танковски убаво за Василев, не чекаа до крај битолчани, Василев четврти гол. Пелистер води 16-15, има уште 10 секунди. Не брзат. Ракометарите на Алкалуит, Младеновиќ ќе треба да завршува, брани Лесијак, негова, поточно Кизич, негова втора интервенција за водство на Пелистер на полувреме 16-15 во интересни 30 минути, квалитетни, затоа што се игра и напаѓачки добро, затоа што кога беше потребно на висина беа и одбраните. Изненадувањето на Алкалуит во голем дел од првото полувреме мина. Таа одбрана 5-1 со фластер на Хенберг, Данецот има 3 гола, меѓутоа 2 од 7 метри и во тој период Алкалуит имаше константна предност од 2 гола, почетокот на мечот му припадна на битолскиот тим кој имаше плюс 2 и кој на полувреме оди со 16-15, со играч помалку 52 секунди на стартот на второто полувреме, но и со напад и со една интервенција на Лесијак, 2 на Кизич, 1 погодок на Ојлески, 3 на Хенберг, 1 на Пешевски, 4 на Василев, 1 на Павле Атанасиевич, 1 на Радовиќ, 5 на Хосни. На спротивната страна 2 интервенции на Трајковски, 2 гола на Кофиловски, 3 на Младеновиќ, 4 гола на Симоновски, 1 на Митев, 3 на Ѓоргиев, 1 на Петровски и 1 на Серафимов. Подсетувам, ова е меч ако победи Алкалуит за трката за титулата меѓу три екипи, победили Пелистер, ја враќа реалната шанса за шампионска титула. Затоа бидете со МТВ и во вториот дел.
затоа што првите 30 минути мина во интересна и рамноправна игра. Важат истите елементи и пред вторите од дуелот од деветото коло во ракометната Суперлига плейоф меѓу Алкалуит и Пелистер. Победили Алкалуит, ќе имаме трка за шампионска титула меѓу три екипи, во која што во пол позиција ќе биде Вардар. Победили Пелистер, битолчани ќе ги вратат реалните шанси за враќање на титулата во Битола по 2005 и освојување на седмата, со тоа што тогаш ќе се намалат на теоретски можностите на екипата од Автокоманда да ја направи сензација и да биде шампион на Македонија во ракомет. Во првото полувреме добро почна Пелистер, имаше константни +2. Кога Кире Лазаров, тренерот на Алкалуит, ја смени одбраната во 5-1 со фластер на Хененберг, Алкалуит ја презема играта, поведе со +2. Данецот остана на 3 гола, но 2 од седмерец. Сепак Пелистер му требаше време да се привикне, кога го направи тоа во нападот, благодарение на одличниот Хосни, кој има 5 гола, ја вратија позитивата битолчани, на полувреме отидоа со 16-15. Го имаат почетниот напад со играч помалку, 50 на секунди, поради исклучувањето на Кисум. Вториот Данец е најслабиот или некористниот играч кај Пелистер, нити во напад не користи тоа што се игра фластер на Хененберг, да одигра 2 на 2, да одигра 1-1, да проигра нешто сам да креира. Во одбраната е ресно минлив, па можеби Пелистер тука треба да бара некаква замена. Танковски е сега на негово место затоа што е исклучен. Хосни направи чекори. И да видиме имали можност за контра за екипата на Алкалуит. Ѓоргиев, Серафимов, пак на него Пелистер одигра одлична одбрана. Се менуваат тука Павле Танатиевич и Василев и само еден гол на Серафимов и тоа 7 метри, едно промашување од таа позиција, а до овој меч имаше 134. Серафимов спуштено за Петров, повлечен беше таму еден од четворицата пивотмени на Алкалуит. Сите денеска добија минутаж. Ево го Младеновиќ, Ѓоргиев, Серафимов, Петковски и Кофиловски со Петров како пивотмен напаѓачката шесторка на екипата на Алкалуит, која што конечно пробива преку Серафимов од 9 метри за негов втор гол за 16-16. Во меѓувреме Пелистер е комплетен. Но има ново исклучување. 88. Павле Атанасиевич, да бидам искрен, не видов дали имаш некаква лоша замена. И затоа повтор голот на Пелистер е празен. Василев, тој оди до крај, Русинот до крај за 9 метри, велат судиите. Се лути таму Јович на Радовиќ, што не одигра ова офанзивна варијанта до крај, како што беше веројатно планирано. На време Марковски го издржа овој дуел надвор со Василев, не му дозволи на Русинот да влезе во просторот од 6 метри. Одличен Русинот во првото полувреме, 4 гола со многу поголема минутажа, со право и добар избор на Јович на Шундовски во однос на Пешевски, кој во малата минутажа реализираше до сега еднаш. Еве го Јович од Еврофарм Пелистер, кој што беше кормилото од 2020, 3 години, од 6 март со Шундовски се предводници на Пелистер. Тој како главен тренер, Шундовски како тим менеджер. Шундовски има титула и куп со Пелистер како самостоен тренер. Последната што битолчани освоја. И Василев додека изведе, иако мислам дека се беше во право, не знам дали имаше 3 метри баш од Кофиловски, ама не е препорачливо да се расправате со судиите кои го имаат последниот збор. И два пати даваше знак да биде изведена топката Колевски и затоа има одземене на битолчани. 16-16. Митев, одлично проигрување за Симоновски, брани Кизич. 3 од 2 интервенции му се зицери. Мислам и втора против Симоновски. Жолт картон за Јович на сугестија на Ацо Николовски, делегатор го направи.
И пак им одземена топката на Битолчани. Дури Шундовски не знае зошто, да бидам искрен, јас не ни погледнав, бележејќи ги погодоците и картоните. И Шундовски бараше објаснување. Серија технички грешки на Битолчани, која засега не резултира со некаква негатива благодарение на Кизич, добра одбрана на Нат Митев. Серафимов. Под пасивност е нападот на Алкалуид. Ѓоргиев. И одличен гол под блокот на Митев. Марко Митев, негов втор гол. 17-16, 2-0 на почетокот на второто полувреме за Алкалуид. Практично Пелистер и не одработи напад. Еден што го доврши до крај беше задржан со одбраната на Алкалуид. Два пати низ техничка грешка ја загуби топката. И сега на местото на Кизич ќе се врати Лесјак, незадоволен е Кизич. Имаше два добри интервенции, можеби за тоа е Луд што е повлечен. Василиев, Хосни, Танковски, повлечен е Кисум, ми беше време. Спуштена топка за Василиев, турнат е Русинот. Ќе биде повлечен Танковски, ќе се врати Кисум. Трпение има од клупата на Пелистер, од стручниот штаб со Данецот да проигра, некако ми изгледа незаинтересирано, како да нема агресивност, како седа сака да остави на квалитетот, ама денеска не е многу од помош. Нема гол, нема ни асистенции. Во одбраната 2-3 пати 1-1 лесно ги загуби дуелите, но има цело второ полувреме да се исправи. Не мислам во став, туку во играта. Хененберг. Хосни. Прашање беше ли ова за Хененберг Цепелин? Ни за него топка, за него назад и за Илевски. Трета техничка грешка на почетокот на второто полувреме за екипата на Пелистер, но сега одбраната игра многу квалитетно кај Битолчани и затоа Алкалуид не отиде на некој гол повеќе, особено сега по одбраната број 1 на Галески. Лош почеток на Пелистер на второто полувреме. Ова се повторно минути на тимот од Автокоманда. Да видиме до каде може да ги искористат. Петров со Ѓоргиев, што ќе се одигра, за кого? Дали акција за него? Младеновиќ, Ѓоргиев, Серафимов. Серафимов, 1-1 против Хененберг, Ѓоргиев, одлична, брзо движење на топката од едната до другата страна, има 7 метри, Хосни признава. Одбраната на Лесјак нема да важи, под прекршок бил Кофиловски. Седми седмерет за поточно петти за домашната екипа. Не реализираа еднаш. Да видиме повторно Симоновски. Има 3 од 3 од оваа позиција. Брани Лесјак. Со конфузниот почеток на второто полувреме, особено во нападот, Пелистер, што не е во поголема негатива од 17-16, може да благодари и на тимската и одбраната на голманите на Кизич и на Лесјак. Прв промошен седмерец и на Симоновски. Василев. Хосни. Хененберг. Беше повече Хененберг. Јасно. Вкрстува Радовиќ. Акција за Кисум, не ја спушти веднаш за Василев. Под пасивност е нападот на Пелистер, Кисум во блокот на Младеновиќ, но Пелистер ќе го продолжи пасивниот напад, затоа што е во блок, не во одбрана на голман. Хосни, спуштено за Илевски, кој се вклучува во втор пивот на 9 метри. Сега првото прашање е колку се дозволени додавања за Пелистер. Мислам дека има само едно, покажува Кркачев. Дали ќе биде тоа блок додавање за Хененберг, не за Кисум, не, шут на Василев и гол директно од 9 метри.
од изведување. Одличен денеска Василев, негов пети гол. 17-17, прв погода во второто полувреме за Пелистер. Има седмерец, фаулиране. Савревски играше малку во првото полувреме, главно во одбрана во таа дефанзива 5-1, но ова е втори или трет негов напад. Седмерец за Серафимов, пропомашувањето на Симовски. Серафимов Лесјак. Брани Лесјак со одбит топката за Серафимов, погодува Серафимов негов трет гол, отколку не реализираше и втор седмерец. Трета интервенција на Лесјак, два седмерца. 18-17. Реализираа брзо битолчани. Хененберг за данецот четврти гол. 18-18. Савревски сега го менува во напад и Серафимов. Георгиев, Савревски преку блокот во онаа шипка зад стативата. 18-18, истекува 39-та минута. Хененберг шутира тешка позиција. Хененберг, добра интервенција на Галевски. Веројатно и под контакт беше Хененберг. За Галевски втора одбрана. На спротивната страна Младеновиќ. Крај голот Младеновиќ и сега има по реакцијата на Лесјак само опомена. Не беше ова гол, ова е крај голот. Се тршеше мрежата, меѓутоа назад голот. Се разбра веројатно Колевски Лесјак. Сега се игра по-проблематично во напад, одбраните се по-квалитетни и тешко се доаѓа до позиција за шут. Се почести се техничките грешки, како оваа лоша во одбраната на Алкалуид, кој не очекуваш дека од центар ќе иде додавање за Василев. Шести гол, одличен русинот. Пелистер води 19-18. Денеска пивотмените на висината на задачата и во двете екипи. Се врати Серафимов, само еден напад играше Савревски. Ако Алкалуид игра добра одбрана со фластер на Хейенберг, тогаш Пелистер игра одлична дефанзива на Серафимов. Ке има 2 минути исклучување за некој речел за дрес Хосни. Трето исклучување кај Пелистер. Се враќа во дефанзива Павле Атанасиевич. И повторно ретки беа ситуациите кога напаѓа со играч повеќе. Сега и на двете страни тоа важи. Прв пат го прави Алкалуид со двајца пивотмени. Истурка навреме Стојковиќ да не шутира од чиста позиција. Конечно добра одбрана на Кисум. Георгиев, Серафимов, брани Лесјак. Четврта интервенција на Лесјак. Нема оди денеска на Серафимов, подсетувам, прв стрелец со 134 гола денеска, 3 со 2 промашени седмерца. Пелистер има можност по подолго време од средината на првото полувреме да отиде пак на +2. Иако тоа ќе го прави со рамноправени играчи, број играчи во напад 6, ама со празен гол, поради исклучувањето на Хосни. Хененберг знаеш дека е под прекрачок, дека ќе биде суден, па се обиде да одигра. Иако може би изгледа нелогично за Василев. Кисум. Хененберг. Атанасиевич на потешката страна. Радович има 7 метри да претрчува. Таму ракометарите на Алкалуид не се разбра кој треба да преземе во оваа ситуација и затоа се тоа 7 метри за битолчани. Трет седмерец до сега се без
промашување затоа што Хененберг беше 100% и повторно данецот. Иако се игра фластер на него, досега 4 гола, полека ќе дојде до својот просек. Вкупно има 42 погодока со овие 4-46. Брани Галевски. Тешко совладливи сега голманите почнуваат да стануваат фактор во второто полувреме. Лесијак 3 интервенции, 2 од седмерец, 3 интервенции за Галевски, 1 од седмерец. Прво промашување на Хененберг од оваа позиција, само колку за потврда дека данците, особено во напад, не се тие што треба да бидат. И тука Пелистер е хендикепиран. Истото важи за Серафимов, може би е подобро пак да се врати на купата. Подарок за Павле Атанасиевич за негов втор гол. Пелистер има 18-20 во 42-та минута. Последен пат плюс 2, Битолчан има 5-3. Многу грешки. Се гледа дека расте тензијата, дека притисокот е се поголем, како ќе се ближи крајот на мечот и тука искуството кај Пелистер може да биде решавачко. Да подсетам дека Алкалуид има 5 мина тинејџери, 12 ракометари до 22 години, само тројца над 30, за разлика од искуството Пелистер. Победата ни ви орака, не верувате. Имаме време, немој да брзаш да победиме. Сакате сите херои да бидете. Не може да бидете. Треба да играме гол за гол, да се бориме, да бидеме концентрирани. То ни нуди ситуација. Немој сите сакате голови да давате. Очитувај се, кај се тираш на прва ти. 100 пати ти ја откажаме. Одиме Парис. Парис Коки оди уместо Марко Стојковиќ. Парис со та страна. Добро, Сиба. Ајде! Психолошки мотивирачки тајмаут на Кирил Лазовров за да ги крене своите ракометари да не паѓаат. Се уште верува во нив дека и на 18 минути до крајот и на -2 можат да победат. Влегува и тие во серија грешка исто како и Пелистер, но сега Битолчани се во свој елемент затоа што искуството кога е ваков надпреварот тензичен, кога грешките се чести, кога се игра бавно, кога одбраните решаваат и голманите, искуството е тоа што е носи предност. Ѓоргиев, Митев, повторно Пелистер добро се движи во одбрана. Под пасивност е нападот на Алкалуид, Митев бара игра 1 на 1, Серафимов му отвори доволно простор таму на Петковски, а добре таа топка Лесијак, меѓутоа Петковски втор гол. 19-20. Има тука игра, има уште многу, уште 17 минути и 10 секунди. Предноста никому не му отиде повеќе од 2 и за едните и за другите. Што значи тоа и не е предност. Хосни застана во второто полувреме, остана на 5-те гол од првиот дел тунижањецот, во вториот се уште нема гол. Изминаа 13 минути. Но сега одбраните се тие што решаваат. Хененберг сакаше за Радовиќ, беше под прекршок и откако е ударен ќе биде суден или прекината играта, не суден, ама топката ќе остане кај Пелистер. 27-25 Битолчани победија дома во плейофот во рамките од второто коло, играко не беа во иста група, Алкалуид беше во А, Пелистер во Б. Повлечен е Марковски, повлечен и Омерагиќ, сега Стојковиќ на централниот дел од одбраната, заедно со Серафимов и со Ѓоргиев. Хосни. Само да забележам, Марковски е исклучен. Второ исклучување кај Битолчани, што значи играч повеќе за Пелистер. Хосни му се отвори простор на Хененберг, можеше да завршува и сам, вака Олевски, меѓутоа Галевски четврта интервенција, сите во второто полувреме во овие 14 минути. Пелистер не користи чиста позиција, Зицер не користи играч, повеќе не користи, одлично одработен напад. Еве ги голманите. Лесијак и Галевски.
Уште цела минута Алкалуит игра со ракометар помалку. Затоа голот е празен. Митев. Ѓоргиев ја задржа топката. Митев 1-1 со Атанасиевич, 9 метри. Стигна да затвори на време Хосни. Убава топка за има исклучување од Василев, вели Кркачев, додавањето беше за Стојковиќ и сега се менува ситуацијата за 30 на секунди. Пелистер ќе биде комплетен, ќе има минута и пол играч повеќе поради ова исклучување на Василев. Да видиме, не враќа голман Лазаров. Сега има играч повеќе во напад Алкалуит. Петковски, Серафимов, Митев. Тешко оди овој напад. Се потешко од позицијски напад се доаѓа до позиција за шут, но еве што значи играч повеќе, ама еве што значи врвен голман како Лесјак. 5 интервенција, 4 во второто полувреме. Пелистер останува во водство 20-19. Се почесто се промашува од идеални позиции или да не ги подценам квалитетот на голманите и нивниот ефект. Бранат се голманите. Пешевски брани, Галевски има 7 метри. Да, беше повечен Пешевски, тука нема дилеми. Судиите само се чекаат дали таа топка ќе заврши во мрежата. Да видиме по промашувањето на Хенберг, кој сега ќе се овие да го реализира седмерецот. Суси. Другиот униженец, долго беше и повреден, нема денеска минутажа, прв пат во лигува во игра само за овој седмерец. Не е загреан од клупа, од седење, ама доволно концентрација за прв погодок на Мохамед Суси, вкупно 21 оваа сезона, не играше во првиот натпревар против Алкалуит. 19-21. По многу промашувања, по многу технички грешки, по одлични одбрани на голманите, Пелистер ги одржува овие плюс 2, 14 минути 10 секунди до крајот. Ѓоргиев ниско дадена топка за Петковски, затоа навреме покри Ојлевски. 40 на секунди, Пелистер со играч помалку, Серафимов не можеше да ја спушти таа топка прво за Петковски, ова избеше изнудено за Стојковиќ, но и тој Серафимов беа под прекршок. Па Алкалуит има напад, 30 секунди со играч плюс. Довраќањето на Василев. Ѓоргиев над блокот, ќе остане Алкалуит во напад. Судиите велат дека Лесек не ја допрел топката. Тука беше и Колевски и Кркачев. Пелистер брзо ќе биде комплетен, бараше топка, добива Петров и погодува Петров. Негов прв гол денеска вкупно 16 но дојде само од плейофот. 20-21. Пелистер е комплетен. Стопирано е времето на 13 минути и 19 секунди до крајот на мечот. Како што се очекуваше, неизвесен, драматичен, ништо чудно, една грешка, една голманска одбрана, еден напад, еден погодок да решава. Значи се по едно. Се враќа Алкалуит на одбраната 5-1. Хосни нема гол во второто полувреме. Хосни реализира против тројца одбранени играчи на Алкалуит, 6 гол на Хосни. 20-22. Секој гол колку тешко се постигнува во второто полувреме е драгоцен. Одлично Ѓоргиев до крајот има 7 метри. Дали имаше контакт со Василев или Русинот се тргна, падна некако незгодно. Дури и Лесјак се зачуди како падна вака незгодно Ѓоргиев. Имаше еден мал контакт на грбот, судиите проценија дека е доволно Ѓоргиев да отиде ван баланс во позиција кога беше од зад грб. Нели сега е модерно во спортот, има ли нема интензитет, контакт имаш. Серафимов, 2 седмерци промаши против Лесјак, сега погодува. 4 гол на Серафимов. (21-22) над главата на Лесјак. Со ризик ем да промаши, ем да заработи црвен картон. Да го погодеше противничкиот голман в глава.
Акција за Радовиќ, до крај Радовиќ, Хененберг му побегна топката, затоа не одигра веднаш за Пешевски. Кисум, Хосни, спуштено за Пешевски, Пешевски до позиција за гол. Од многу тешка реализира Пешевски негов втор гол. 21-23, како да му не достига на тимот на Алкалуит уште една квалитетна одбрана за да дојде до егал. Вака постојано брка негатива. Гол 2. Никој досега немаше предност повеќе од 2 гола. Митев сака игра 1 на 1. Намерно се спушта ниско со Кисум. Серафимов. Незгодно додавање, не беше тоа идеално, сакаше веднаш во трк да завршува. Повторно долг напад на Алкалуит. Ѓорѓиев бара простор да игра 1 на 1. Ѓорѓиев, Серафимов, спуштено за Петров, имаше прекршок, да, имаше прекршок. Нема дилеми, Кисум туркаше, па потоа ја собра топката. Но долго трае нападот на Алкалуит, да видиме до кога ќе бидат трпеливи судиите. Незгодно падна на колено Петров. Десетина години заедно судат и во Европа Кркачев и Колевски, во женската лига на шампиони, европски младински првенства, куп на ЕХФ, некогашен куп на купови. Ѓорѓиев, Митев, добро игра Пелистер одбрана, ќе измислили некој нешто од Алкалуит, нешто индивидуално, тимски тука тешко и сега лош блок таму поставен на Симоновски. Петров се шали на повреда. Не се лажам, Пелистер се уште не побара тајмаут во второто полувреме. Можност прв пат на овој меч некоја екипа да отиде на 3 разлика, а тоа е Пелистер. Хененберг до крај. Погодува Хененберг и пак не беше добро поставена одбраната на Алкалуит. Додека се гледа, Данецот погоди 21-24 плюс 3 во 50-та минута. За Хененберг 5-ти гол се мачи, игра против Ластерцел, надпревар, ама еве дојде до 5 гола и сега користи својот квалитет. Гледате, отиде тука до крај додека не се постави одбраната на Алкалуит. И сега на 10 минути до крајот за искуството Пелистер плюс 3 може да биде проблематично за Алкалуит. Особено што нападот се потешко функционира, па затоа индивидуално се обедуваат домакините, пробива сега Митев негов трет гол. 22-24. Пешевски се враќа на пајачки на место на Василев. Ќе гледаме се почесто кон семафорот и кон времето пред се. Затоа што сега и тоа е фактор. Хосни, Кисум. Отиде на спортивната страна, но го следи него фластерот, зборувам за Хененберг, има пробивање, се отрбнала со рака во обидот да се создаде чиста позиција Пешевски. Ѓорѓиев. Прво Пелистерци бараат пробивање, потоа екипот од автокоманда бара исклучување и на крајот ќе бидат обично 9 метри. Го поменува Колевски Павле Атанасиевич дека само сакал да одработи пробивање. Нема неважен напад сега до крајот на надпреварот, особено тоа важи за Алкалуит. Пелистер уште може во долгите напади некој да не искористи, затоа што има плюс 2 на 8 минути 52 секунди до крајот. Беше јасно дека овој напад ќе биде тврд, тежок, неизвесен, до крај рамноправен и интересен, што е многу важно благодарение на одбраните, на техничките грешки кои ги има во второто полувреме, на цврстите дефанзивни зони. Во второто полувреме не се игра така убаво за око како во првото, кое што беше напајачки квалитетно и заврши 16-15 за Пелистер. Во второто сепак тешко се доаѓа до позиција за гол, ги нема и полуконтрите, ни класичните против напади
но сега е тензијата, важноста на мечот е голема. Победили Пелистер, ги враќа реалните шанси за титулата, победили Алкалоид. Имаме трка на 3 екипи за шампионски трофеј. Нормално со Вардар. Ѓоргиев, еве добра позиција за Симоновски, погодува Симоновски по поволго време, негов пети гол. 23-24 и пак на Алкалоид му недостига таа одбрана на -1. Запна таму Павле Атанасиевич, малку нелогично, но како да сакаше прекршок за да има две промени. Пешевски, Хененберг влегуваат. Хененберг до крај, Хененберг данецот за исклучување 2 минути така и за седмерец. И еве го тој Хененберг што го немаше на одбраната 5-1, сега се одвои од Кисум, игра 1-1, бара блок од пивотменот и почнува да биде фактори за победа Хененберг. Има 5 гола, ова е седмерец врз него, ќе има исклучување за Омерагич, второ за него на овој меч. И повторно Суси влегува само за пенали. Првиот го реализираше против Галевски. Брани Галевски. Петта интервенција, 2 седмерца на Галевски. Втор промашен седмерец на Пелистер. Алкалоид промаши 3, но еве ги голманите ова второ полувреме. 23-24. Еве таа одбрана што на Алкалоид му требаше за да се врати во гол, но само ако погоди во овој напад. Хендикепот е што домакинот е со играч помалку, празен е голот, нападот е комплетен, ама секогаш под притисок дека грбот вие никој не ви го чува. Митев. Ѓоргиев. Митев под блокот погодува Митев, 2 негови врзани гола, 4 вкупно, 3 во второто полувреме. 24-24. 53-та минута. По највисокото ведство на Пелистер од 3 разлика, 3-0 серија на Алкалоид. Тајмаут за Шундовски, за Јович. Ке имаат уште еден по овој. Почувствува дека Пелистер влезе во криза, иако имаше 3 гола разлика пред 3 минути. Кисум change, 2 pivots, 2 пикери од нив. 2 пикери, окей, 2 пикери. Заред, едно пик. Значи ту, prepare good attack, up, attack. Never you see pivot, or if you big space 1-on-1, sure you go. Now you go. Okay, 2 piceri, 1, 2, 1, 2, 5, 4, 5. In defense, we must cover now. They don't have solution from outside shoot. It should just here and just to penetration. Understand? Here we must close. Play, be focused, inside there. Europa! 6 минути 58 секунди до крајот, 24-24, 55 секунди. Алкалоид со играч помалку поради исклучувањето на Омерагич. Хененберг, Хосни. Ема 9 метри, на Пешевски му се брза. Не заради времето до крајот, туку времето што тече она најисклучениот Омерагич. Василев, пак напад со двајца пивот, мени убаво Хененберг. Мајсторски ја спушти таа топка во голот Пешевски, негов трет гол. 24-25. Ке чека Алкалоид што подолго да трае овој напад, за да биде комплетен, а тоа ќе биде за 10 на секунди. Значи да има голман зад грбот на нападот. Ремито никому ништо нема да значи.
евентуално на Алкалуид ќе ги намали шансите за титулата, но да се чекаме за Реми. По полуго време чиста позиција за Кофиловски, негов трет гол, прво второто полувреме, 25-25. Ако е Реми, Алкалуид ќе ги намали шансите за титулата. На Пелистер исто би му значило, пак ќе треба да го победи Вардар во Битола. Значи, Пелистерци не сме да се дозволат лучност да загубат. Хененберг, Кису. Комплетни се двете екипи. Под пасивност е нападот на Пелистер. Хененберг, мајсторско одавање за Костевски, кој го постигнува својот прв погодок, 108 во 55-та минута. Навистина го почна мечот, па долго не играше. 25-26. Најефикасните до овој меч Серафимов и Костовски, кај Алкалуид и кај Пелистер денеска задржани. Со тоа што Серафимов имаше поголема минутажа, повеќе промашување и обиди, и пак се враќа во игра. Митев, Ѓорѓиев. Митев. Бара Хости да биде избрисан теренот, да биде стопирано времето, а тоа е на 4 минути 37 секунди до крајот. 25-26. Серафимов, добро на него сега Кису, беше под прекршок Серафимов. Чека судиите дали акцијата може коректно да продолжи, па затоа можеби наизглед е доцна нивната реакција. Одамна го нема Младеновиќ во нападот на Алкалуид, со двајца централни бекови игра домашниот тим. Ѓорѓиев, тешко додавање за Кофиловски. Митев ќе бара 1-1 напад, меѓутоа добар Атанасиевиќ во одбрана, сега и на Ѓорѓиев. Помалку од 4 минути до крајот. Имаат и двајца тренери по еден тајмаут. Одамна е под пасивност нападот на Алкалуид. Митев до крај и погодува Митев. Како тројцата ракометари на Пелистер, секој на себе да чекаше да одбранат. Костевски до крај реализира Костевски. Голот на Митев е пети, голот на Костевски е втори. Резултатот е прво 26-26, па 26-27 за 5 секунди 2 гола. Митев пак 1-1, пробивање сега упорен, особено што овој напад не оди логично, оди во по лошата, по слабата напајачка страна во мртов агол. Избрза сега. Го разбирам, Митев има 19 години, игра одлично второ полувреме во ритаме, тој го носи нападот на Пелистер од 5 гола, 4 постигна во овој дел и сакаше се најдобро, негогаш не оди. Тоа е тоа што го кажав кога Пелистер отиде на 3 разлика во второ полувреме, дека во вакво тезничен втор дел, во неизвестна завршница, искуството е на страната на Битолчан. Секој нивни напад сега ќе биде дол и по можност до чисто додавање за гол. Хененберг. Хосни. Кисум, крај голот Кисум. Денеска не е многу од корист. 2 минути 15 секунди до крајот, напад за Алкалуид за изравнување. Нерешеното нема да му донесе ништо на Пелистер, нема ни да му одземе, ќе му одземе само на Алкалуид. Пак Пелистер ќе биде во ситуација ако до крајот на сезоната нема изненадување да треба да го победи Вардар во Битола. Ѓорѓиев, Серафимов успеа да ја спушти таа топка за Петковски. Петковски погодува Петковски. Негов трет гол, изравнување. 27-27.
Минута и пол до крајот. Значи дојдовме до она што се очекуваше да решава едно нешто, напад, одбрана, грешка, се едно, Костевски право и побивање Хосни. Дали е таа грешка? Минута и 20 секунди до крајот. Сетете се на 5 гола од првото полувреме на Хосни, во второто само еден. Победи нерешено за Пелистер е седно. Не смеат битолчани да си дозволат да загубат во Автокоманда, затоа што во таква ситуација Вардар е пак во пол позиција за титулата. Ама во неа во трка влегува Елка Луид, Ѓорѓиев брани Лесија. Изнуден брз шут, можеби непотребен. 45 секунди до крајот, нерешено е. Пелистер има напад за водство, не знам дали за победа, има и тајм-аут. На Пелистер победа или нерешено му е седно, на битолчани важно им е да не загубат. Значи, ако победат, тоа ќе го остварат. Зашто им е важно да не загубат? Затоа што со победа би се изравниле со Вардар, со бројот на бодови 27-27, одиграт нерешено, ќе има 25-27 минус 2 бода, ама и во едната и во другата ситуација ќе биде потребно победа било каква против Вардар, затоа што во Скопје изгубија 7 разлика, во таква ситуација гол разликата не е важна. На црвено-црните во Битола, кон крајот на мај, доволно би им било реми. Ако Пелистер изгуби, тогаш влегува во лоша позиција, тогаш на Вардар би му бил доволно и пораз од 6 разлика на гостувањето во Битола, ама тогаш во игра влегува и Алкалуид како трета екипа за титулата, затоа што Вардар ќе игра против Алкалуид и Пелистер до крајот на шампионатот и може не круг од 3 екипи. А Алкалуид го победи еднаш Вардар. Сега можно ли е да го победи и Пелистер? Имаме 33 секунди до крајот. Пелистер погоди или не може да загуби? Да видиме дали ќе има воопшто секунди за напад на Алкалуид, иако се одбранат. Нив бодот нешто им значи, ама не многу. Со бод ќе имаат 22, Пелистер 25, Вардар 27, шансите за титулата се само сведени во теорија. Победа е нешто друго. Ајде да видиме. 53 секунди до крајот. Погоди ли Пелистер, остварува првата цел, да не загуби. Кисук. Хененберг за Кисук. Уште 17 секунди до крајот по пасивност е нападот на Пелистер Хосни. Да видиме уште 10 секунди. Хененберг, шутира Хененберг, погодува Хененберг на 5 секунди до крајот. 27-28, Хененберг побара тајм-аут Кире Лазаров, да видиме на колку секунди до крајот, 6-ти гол на Хененберг. Момци, одиме без гол на 7-6. Одиме без гол на 7-6. 10 секунди. Еден пиво, а? 10 секунди. Одма, еден пиво овде. Овде е Симба, Крило, Десенбек и ова. Марко Митев, одиш, овде е Кики, ова е вакво. Му ја даваш одма и се местиш, Кики овде, 4-5. Идеш на шут или идеш надворешен блок, ќе нема време за пасови. Или идеш шут во средина, или идеш надворешен блок и шут. Дај му ја! Кики одма мести се. Марко, тука си 2 и 3. Ако ти дојдат тука си Марко, мора да брзо тоа. Кики, ја дава си одма одиш. Ајде! Послушнавте Кире Лазаров. Одеше по победа за одржување на шампионските шанси. Сега ќе се обиде против голема екипа кандидат за титулата Алкалуид. Барем да не загуби од Пелистер. 5 секунди до крајот, 27-28. Ке нема многу време, со празен гол, со играч повеќе во напад, со 1-2 додавање, со некој шут од договорна далечина, евентуално по второ додавање, ако некој од пивотмените стигне брзо до 6 метри. Митев ќе шутира, Митев над голот, Пелистер победува. Има уште прекршок, 9 метри, колку за крај, не дека не се погодувало и од овде, ретко, ама се случувало и тоа. Ке треба да се очекаат од клупата на Пелистер на радоста, ќе се обиде Симоновски.
може ли и од овде да се постигне гол? Се постигнувало ретко, но зошто да не? На Симоновски е да се обиде. Симоновски сепак во блокот. Еврофан Пелистер беше суров. Не им се заблагодари на ракометарите на Алкалуид што го вратија во реална игра за шампионската титула, што пред 2 кола во автокоманда го совладаа Вардар. Пелистерци останаа во игра за шампионската титула, откако славеа против Алкалуид во 9-то коло од супергледашкиот плейоф со 28-27. Сега има 27 подака кои Вардар и доколку нема изненадување, решавачки ќе биде мечот во Битола во кој што на Пелистер му е потребен триумф за 7 шампионска титула, за враќање на трофеот во Битола по 2005 година. Овој пораз, иако во драматичен натпревар и завршница за екипата на Алкалуид, значи дека не може да влезе во трка за шампионската титула, иако тимот од автокоманда го креира врвот на табелата, особено што до крајот ќе игра и против екипата на Вардар. Според очекувањата интересен, драматичен, неизвесен натпревар во кој што само Пелистер во еден краток период имаше +3. Во првото полувреме Битолчан има +2 се до моментот кога Алкалуид почна да игра одбрана 5-1 фластер на Хенберг. Сепак Битолчани успеа од -2 да дојдат до +1 на првото полувреме 16-15. Второто се играше тензично со квалитетни одбрани, со одлични голмани, со многу технички грешки и проблематични напади. И тука решавачко беше искуството. Пелистер во еден момент во 50-та минута отиде на 24-21, првпат на +3 Еврофарм. Пелистер сепак тука не го реши мечот, затоа што Алкалуид со серија од 3-0 дојде на 24-24, меѓутоа со голот на 5 секунди до крајот на Хененберг, Пелистер славеше со 28 спрема 27. Хененберг со 6 гола заедно со Коснисе, најдобри поентери, исто толку постигна и русинот Василев кај екипата на Еврофарм Пелистер. 6 одбрани имаше и Лесијак, 5 одни во второто полувреме, 5 имаше голманот Гаревски, сите во вторите 30 кај екипата на Алкалуид, кај која што Митев и Симоновски реализираа по 5 гола, се Рафимов погоди 4 пати. Во ова суперлигашко плейоф коло, 9-то Еврофарм Пелистер 2 Бутел 24-25, со што Бутел ја презима 5-та позиција во однос на Охрид, кој е 6 Еврофарм Пелистер станува на 7-то место. Вардар очекувано славеше против Охрид со 35-19. Екипата на Охрид сега е 6-та, Тиквеш е 4-ти, Вардарци со изброј бодови како и Пелистер со по 27 го држат лидерското место. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието и пријатна вечер со спортската програма на Македонска телевизија.